Почитувани, добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Наш гостин во оваа епизода Трендафил Ивановски, поранешен уставен судија, поранешен претседател на Уставниот суд. Неговата приказна на 24 вести телевизија. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Здраво, жива. Здраво, жива. Како сте? Благодарам. Благодарам што прифативте да видите делот Патот до успехот. Мене ми представува чест и задоволство овој убав ден да се подружиме како во снимањето на емисијата, уште повеќе и во гледањето на емисијата од страна на вашите гледачи. Господин Ивановски, уживате ли во пензионерските денови покрај сите перипетии кои што ви се случува лично? Животот е, знаете како, што би рекле, чаша пилинковац со мед. Има и добро, има и лошо. Иако времињата не се баш за уживање. Знаете како се, имајќи во предвид дека карактерот на емисијата е Патот до успехот, право да ви кажа, многу е поматена ова што значи до успехот. Едно е како лично го доживувам, меѓутоа друго е кога сеопштите состојби во државата доведоа да вистина успехот не е за нигде, на колективен план, а кога такви се состојбите, кога ќе дојдете во состојби да Уставниот суд го брани државата, заради тоа што Уставниот суд го крши Уставот, сето тоа знаете, или кога државата ви е во понорот, тога и малку ви е поматена радоста околу личниот успех. Но добро, животот или што се вика е пополнет и со добро и со лошо, што би рекол Богот Јанос, животот е добро и зло. Веројатно како и секоја држава, така и ние мора да ги поминеме детските болести, иако некако станавме и престари за детски болести, 25 години независна држава. Трендафил Ивановски, роден Струмиченец, да влеземе на по едно кафе и да ја отвориме вашата приказна. Со задоволство. Ајде. Трендафил Ивановски е роден на 14 јули 1946 година во село Бадилен, Струмичко. Јас инаку основното образование до четврто оделение го завршив во родното село, а после тоа, бидејќи немаше, од 5 до 8 оделение, образованието го продолжи во Ново село. Стекнав од тогај една добра практика за пешачење, а тоа е последица уште од овие принудни спортски денови детски, бидејќи од 5 до 8 оделение во училиштето одев во сите денови, 5 кога се учеше наставата, по 6 километри во еден правец и 6 километри се враќа, пешки, бидејќи во Ново Конјарево, кај роднини живеев, а по еден ден во неделата, бидејќи тогај се учеше 6 дена, во еден ден во неделата одев по 12 километри во едниот правец и 12 километри во другиот правец. Тоа значи дневно 24 километри за едно дете од 10-12 години. По завршување на основното образование завршив средно училиште во Струмица, гимназијата Јане Сандански. Во овој период на гимназијата имав младалашки занеси. Во овој период доваѓаше до израз темпераментот на лицето. Во овој период бев претседател на историска секција. Во еден период останав како запаметен и по настаните кои отпосле во еден дел ќе определат мојата биографија, а тоа е во 63-64 година како претседател на историска секција, како што е познато, бев со организатор и основач на една организација за Обединета Македонија, еден повод кој што после се злоупотреби, тоа траеше само година-две, еден повод што после пак се злоупотреби за сосема
се надевам во текот на емисијата ќе се собере повторно, во друг смер, друга насока. Потекнувате од какво семејство? Па јас потекнувам од средно имотно земјоделско семејство, а знаете во тај период средно имотно значило да имате храна, да имате леп за јадење. Тоа значи сепак едно семејство кое што во почетокот по ослободувањето биле во таков реон брдски, каде што немало селски работни задруги, така да тоа оставало еден печаток, една работливост, меѓутоа сепак со оглед на оддалеченоста на центрите и Пазарни, и Струмица, и Ново село, како што реков, за 13 километри, сето тоа имало влијание да се произведе толку колку што може да се прехрани. Околу семејното воспитување, како ве воспитуваа? Па како не воспитуваа, видите, татко ви мој бил револуционерно ориентиран уште во млади години. Ама како резултат на тоа и бил и политички затвореник. Така за 46-47 година бил политички затвореник, исто така за идеите на Македонија. И од тај период каде не се садило оваа скромноста и трудолюбивоста, сум бил учен дека секој успех може да се постигне чекор по чекор, со труд, со работа, оти немало друг начин кој и како да помогне. Да воспитуван на скромност. Јас не реков дека прва година почнав и целта ми било со воспитната дејност, бидејќи прва година имам завршено средно учителско училиште. Со оглед на тоа тога се формираа овие учителските паралелки, меѓутоа непосредно после една година пак таа се префрли во Штип, така да се укина учителската паралелка, а јас си продолжив во втора година гимназија. Така да почетокот воспитувањето било како кај сите родители што сакале децата да им учат, па да станат учител, сигурно било таа пределбата, но после непосредно тоа се измери. Кога отидовте во Струмица, во гимназијата, се пресели цела фамилија или фамилијата остана во село? Фамилијата си остана во село. Отпосле се иселија родителите мои во друго село, во Бусилово, еден дел во Ново Коњарево, еден дел во Струмица. Меѓутоа, поблиска роднина не беше во Струмица, подалечни роднини, така да јас бев сам во Струмица, живеев во интернат, средношколски интернат, во еден дел мал во приватен стан и тоа во основа сам бев и со колегите, со учениците во интернатот. Трендафил Ивановски, дипломира на правниот факултет во 1982 година, магистрира во 1990 година, докторира на правниот факултет. Рековте дека во средно во фокусот или оно што најмногу ви интересирало било историјата, од каде правен факултет? Историјата и правото се многу блиски науки. Можда ова интерес што тогај оставил свое влијание, иако во овие години тога и универзитетите и воопшто факултетите беа ограничени можности. Јас, например, сакав своевремено атомистика, меѓутоа атомистика беше во Белград. А кога веќе се сведувате на наш терен, историјата ми беше приближно блиска, а со тоа и правниот факултет и едно доваѓање со колеги од соучениците, доваѓање во Скопје, можда почетно доваѓање и првото видување или првиот контакт беше со правниот факултет во Педагошката академија Бараките и со едно доваѓање се уште беа мал бројот на студенти кои што се запишуваа, ја избрав оваа наука без некакво посебно оптеретување. Единствено со тоа што сметам дека саденоста за правичноста, за вистината, дека може на некој начин овој факултет да се докажам, да се изборам за правдината. И тоа на некој начин и во крајна линија ја определи мојата судбина на таа професија. Таа правичност, борба за правичност, како велат старите, подоцна ќе ви се удри од глава. И тоа во деновите кога треба да уживате во мирни пензионерски денови, меѓутоа тоа е таа наша чудесна Македонија. Ќе зборуваме подоцна за ова. Бевте авангардна младина?
Па, Не во смисла на хипици, не, но ние бевме, во однос слушайте, на размислувањето на идеите. авангардна младина во секој случај. Еве, например, само да ви кажам, јас уште кога беше во гимназиските денови, пред наполнување на возраста, се бараше, например, кој да биде примен во тогашната комунистичка партија, во тогашниот сојуз на комунисти. Меѓутоа, јас тога и се уште го одбивав, мислев дека ниту ги имам тие години, ниту пак таа определба. Меѓутоа, тоа си остави своји печатоци и своји елементи и во продолжетокот на студиите. Така да, секогаш и во соодветни искажувања од после кои што биле и во занимливи за безбедносните служби, јас сум се залагал дури во овие досија што испаднаа после, сум се залагал за по-голем третман, по-добар третман на учениците од сиромашките краеви, од земјоделските краеви, за разлика не дека биле другите кои зашто подобри, меѓутоа сепак еве во Струмица биле по-богати семејства и уште тогаш веќе почна таа ориентација дури и во применувањето на студентските денови, тој авангарден ход на младоста да биде нагласен. Самата студентска организација беше еден битен фактор на покренување на многу општествени покрети. Ние и во овој период, пример во тај период јас имам средба и со тогашниот председател на СФРЈ, Јосип Броз Тито, он пак може и на фотографии, да, прием, не уфрла како младинска организација во прослава на 50 годишнината на КПЈ, на СКЈ, на се тоа, на создавањето на Македонската држава, 20 годишница од АСНОМ, носевме еден добар терет. Имавте непосреден контакт или само бевте задолжени за организација на... Непосреден контакт во тој случај беше редот прием на една делегација од Југославија, требаше да биде младинска делегација примен од председателот и падна случајноста да тоа биде Македонија и да тоа билам јас, кој што го примив со група студенти, неколку во одмаралиштето во Охрид. Почнувате како асистент, меѓутоа не останувате. Имавте повторно можност да бидете, можеби, да исполните желбата на родителите да бидете во таа научна дејност, но не останав. Па, накратко кажано, јас во 81 година магистрирав темата управата во подготување на нормативните акти на општествено-политичките заедници. После и книга соодветна е објавена, тоа е подготвување на нормативните акти, устав, закон, правила, се тоа номотехника, номотехничкиот привод, а докторатот беше веќе во 1990 година. 90 година докторирав на улогата на големите градови во системот, по-конкретно беше градските заедници, а тоа е градски заедници беа 7-8 во Југославија, во политичкиот систем на Југославија. Пред да се со овај образовен систем, пред да го доградувам, точно јас по завршувањето на студиите, тоа е во 69 година, во септември месец, останав септември, октомври, ноември, 3-4 месеци како асистент на меѓународно јавно право, кај професор Петар Манговски, добар дипломата, надахновен професор. Останав едно 3-4 месеци и ми беше определбата да останам на овој предмет. Меѓутоа, знаете како е, кога ќе испаднете, се уште кога немате средства, дојдени сте во еден голем град, млад човек сте, сакате да имате за животот, за се тоа, и како да имаше своје влијание и ова материјалниот фактор, така да асистентот на правен факултет примаше, колку што се сеќавам по сегашни услови, околу 46.000 динари тогашни, а веќе почетник правник, приправник во државната управа веќе примаше околу 80.000 динари. Значи дупла плата. И сега тоа влијаеше да јас со тешко срце се откажам во еден дел од асистентлукот.
4 години е самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација. Од 1976 година е секретар на Собранието на општина Карпаш. Од 1982 година е генерален секретар на град Скопје. Таму останува до 1993 година. Отпосле веќе кога дојдоа овие повеќе партиски, кога веќе дојде и новиот поредок, Независна Македонија? Да, независна Македонија, бидејќи јас бев професионално ангажиран, останав како секретар на Собрание на град Скопје уште една година. Мојата определба и тогаш беше, учествував во сите подготовки на Законот за локална самоуправа и во целиот овој сегмент, и уште тогаш тврдев дека овие места се политички места, стручни места и дека тука политика не смее да продира. Меѓутоа, уште тогаш веќе наидов на овие отпори дека што ќе понудиме друго, ако не понудиме освен председател и подпредседател, нема друго што да им понудиме на луѓето, а гласале за нас. И како резултат на тоа, во една година, јас бев и со овие во тај дел со, бидејќи тогаш беше ВМРО ДПМН носител на власт во градското собрание со 37 одборника, и во овој период настојував на некој начин да биде, да не се изгуби градот Скопје како целина, се тоа што е градом и до тогаш, и на некој начин успеа во тај период и некои проекти добро проаѓа, некои проекти тогаш добро се прифаќа, дали е тоа изградбата на Дрисла, дали се односите во споставување во сите области. Меѓутоа, знаете како е, кога веќе навлеговме во една работа, кога околу кадрите ќе почнат како јас стар соработник и стар работник во градот, да ме прашат мене кој да биде за политички систем, кој да биде за економски систем, веќе уште тука се судрих, кој видов дека има друга ориентација на кадрите. Уште тогаш, знаете, што би се рекло, се одеше на млади и неоптеретени со знаење. Млади, а неоптеретени со знаење. Полесни А за тоа не само манипулирање. тогаш, да, а тоа истото и сега доста се користи, вклучително и ова корекцијата во што ја направи господин Ахмети во нивната партија со предлогот на министрите, така да и тога одеа на такви млади кадри и јас се откажав, веќе видов дека овде не може тој да се изведуваат овие концепти за развојот на градот како заедница на граѓаните во градот Скопје. И бидејќи дојде до судир внатре во самиот одборнички состав, па беше една блокада од 5-6 месеци на собранието на град Скопје, не можеа да функционират, не можеа да се издоговорат која партија како што, и јас си поднесов оставка. Поднесов оставка, заминав од таму, отидов како државен советник, како стручен политички работник со највисокото звање државен советник во Уставниот суд на Република Македонија. Така што од 93-та до моето пензионирање фактички беше ми активност во Уставниот суд. Приказната за Уставниот суд ја чуваме за вториот дел. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Политичари надвор со раците од Уставниот суд. Меѓутоа, вместо тоа, дојдевме во ситуација каде што со раците го задавија Уставниот суд. Останете со нас. Томи е приказна за вкусот и за апсолутното уживање во храната, каде што единствената швајцарска рецептура представува синоним за проверено добар квалитет, каде што сите состојки се внимателно одбрани, измешани и доведени до перфекција, бидејќи само така доброто може да стане најдобро, просечното надпросечно, а вкусното највкусно. Томи мајонез. Ние вкусот го сваќаме сериозно. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Амстел, направен со бавен процес на варење. Дали светот е подготвен за возило кое може да вози самостојно?
подготвен или не, иднината е веќе тука. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz, новата E-класа, која го прави секое ваше патување во прва класа. Mercedes-Benz, the best or nothing. Зошто се криеш? Изгледам грозно. Мачка е ова, мачка е она и ништо не помага. Па секако, ти требаат капки. Пробај Екзодерил. Продира длабоко во жариштето на инфекцијата и ги убива габичките. Важно е лекувањето да се продолжи до израснување на здрав нокт. Успеа, изгледаш здраво. Ексодерил продира длабоко и ги убива габичките. Драги грицковци, уште една голема наградна игра на Патос и Чипс Мастер, топ 30 златни фудбалери. Пополнете го албумот со самолепливи сликички и освојувајте вредни награди. Каверборди, дронови, таблети, фудбалски топки, лего коцки, Чипс Мастер, пробај и смени во твојот свет. Gute Früchte! Леле, како ќе да пијам? Еј! Стварно сум конј. Како го бутнав, бе? Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори, добитници: Кралева Васка, Драчево, Савич Новица, Гевгелија, Динева Љупка, село Василево, Салии Джемају, село Врапчиште, Шивановиќ Томе, Маđари, Троповска Вера, Скопје. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. После многу години се сретнавме во еден супермаркет. Само еден поглед беше доволен за повторно да се разгори искрата меѓу нас. Признавам, таа е мојата слаба точка. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Моје име е Кенан Мандра. И јас сум с помоќ липосукцијска исхране успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. За сите суперхерои, принцези, автомобилисти и забавувачи, омилените сокчиња доаѓаат во добро познато пакување. Вива сокчиња, избрани од децата, одобрени и препорачани од Сдруженијето на педиатри на Македонија. Вива сокови. Природно си е природно. Трендафил Ивановски, поранешен председател на Уставниот суд, во патот до успехот. Господин Ивановски, ајде малку за Уставниот суд. Вашата кариера практично до пензионирањето е врзана со и околу Уставниот суд. Прво почнувате со државен советник, па потоа уставен судија.
председател на Уставен суд и како што видите вие 2011 противуставно разрешен. Па 1993 година во почетокот побинувам на работа во Уставниот суд како државен советник. Почнувам од анализа, почнувам од сето ова што уште како соработник во законодавство и во собрание го работев. Почнувам да подготвувам предмети. Од 7 до февруари 2003 година, тоа значи добри 10 години, јас ја работев стручно-аналитичката работа како највисок стручен работник, ги подготвував и работев за судот. Во февруари 2003 година бев избран за судија на Уставниот суд, се до ноември 2007 година. Во ноември 2007 година станав председател на Уставниот суд, наредните 3 години ја вршев таа одговорна функција, а веќе во 2010 година, после ноември, до 2011 година до април месец бев судија, со оглед на тоа што мандатот како председател беше истечен, а веќе во април бев разрешен од Собрание на Република Македонија противуставно, заради тоа што заради определени причини каде што не можам да ја вршам јавна функција. Трендафил Ивановски беше лустриран од лустрацијската комисија. Беше обвинет дека бил соработник со тајните служби. Сепак, како што вели тој, по неколку години чекање, правдата стаса. Европскиот суд за човекови права утврди дека во случајот на лустрираниот судија Трендафил Ивановски постои повреда на членот 6 и членот 8 од Европската конвенција за човекови права. Ивановски се жалеше и дека во постапките немало еднаквост на оружјата, немал доволно време да ги подготви аргументите, како и дека не му било возможен пристап до досиеата. Според пресудата, државата ќе треба да му плати одштета од 5350 евра. Знаете како е, правдата секогаш победува. Вистината излегува на виделина. Така да се што е тајна еден ден ќе стане јавно, како што стои во Евангелието. Така да јас правдата целосно ми се задоволи, таа е исполнета, иако жртва поднесов, добри 5 години. За тие 5 години јас и така ја издржав казната која што по законот за лустрација можеше да биде, а тоа е да ми се ограничи вршење на една функција во рок од 5 години. Во март месец истече и таа казна, а во март месец веќе односно во јануари 2016 година, а тоа значи на 3 месеци од денес, точно 3 месеци, јас ја добив одлуката, беше објавена одлуката од Страсбур, што значи денес таа и стапува во сила, е правосилна, така да правдата е задоволена. Се докажа дека во целиот овај мој случај, дека треба да биде човек упорен во изтерувањето на правдата, се докажа во цел овај галиматијас, во сето ова каде што јас бев Давид, другиот беше Голијат, како што така ја започна своевремено што приказката. Со други зборови докажав дека не може да се избега од правдата. Таа е задоволена со пресудата која што еве пред 5-6 дена ја добив и во превод, иако по законот за остварување на одлуките на судот за човекови права требаше да биде преведена уште пред месец дена. Меѓутоа, овие обструкции, они продолжија до крајта, така дури еве скоро на тромесечието, од кога веќе пресудата стана ова правосилна, се случи и ова веќе преводот да биде објавен на веб страницата на Министерството за правда. Господин Ивановски, процесот на лустрација во Македонија се сваќаше како битка на актуелната владеачка гарнитура со оние кои што се политички неистомисленици. Кому тоа Трендафил Ивановски му погреши? Слушајте, лустрацијата е своевиден абсурд над абсурдите, што го нема нигде ни во светот. Кај нас така се спроведе, од еден добро замислен процес во кој што значи поглед во минатото, за расчистување на патот кон иднината,
попадат на приличија зид, знаете дека попадат на блокот, имаше бојазност дека сите овие соработници што биле порано можат со тек на време да извршат своја реставрација на системот. Што овде кај нас ниту беше случај, ниту беше можност да се изврши реставрација или пак уште повеќе луѓето кои овој систем ги лустрираше, имајќи во предвид декот 203, само во списокот се 203, ако не се 203, имајќи во предвид дека 78 се мртви луѓе, мртви лустрирани. Имајќи во предвид дека за 13 се повтара постапката, бидејќи еднаш е поништено решението, па пак се повторно јавуваат. Така да, сиот тој процес го сведува на 30-тина луѓе кои што биле на времето борци за соодветни слободи и права, или пак од друг начин, како што беше и мојот случај, биле борци за правдата, биле борци за поредокот, за владењето на правото, меѓутоа во даден момент и застанав на патот, а тоа беше кога бе председател, со поништување на бројни закони кои што беа противуставни, ради тоа што некој сакал да ги прогласува за противуставни, него биле спротивни на уставот, а тоа беше за тие 3-4 години по 50 такви закони или одредби, и на некој начин врхушката на власт или ова фамилијата или уште повеќе изразена преку премиерот и неговите соработници се намерачија како нивни неистомисленик се зафатија со овој процес, го искористија веќе предеска реков еден повод минорен од мојата младост, кога сум бил средношколец од 64-та година, се намерачија на ова и направија едно фабрикувано досие преку архивот на Државниот архив и ме лустрира. Срамота и гревота е, грда слика на нашата реалност да вие лустрирате луѓе кои што цела кариера, еви мојата 45 годишна кариера посветуваш на развојот на правниот систем, вие го спомнавте Славко Јаневски, тука може да биде спомнат и Коле Чашоле, Лазар Бојсо, 60 луѓе кои што биле нешто во дали уметноста, дали во, меѓутоа, еве, знаете, они беа жртва, тие беа жртва, и ако целиот процес кај нас се сведе, нека се на 50 луѓе, и ако ви реков, 200 се појават, 203 во списокот, меѓутоа, имајќи во предвид дека половина се мртви, другите се половина минуси, и дека еден дел од овие беа наредбодавци, се сведува на еден сосема мал број во услови кога се очекуваше, ако веќе се одеше со тој процес, во услови на 16.000 соработници, како некој што мисли дека во тај период имало, од овие соработници скоро нема во овој список, колку во ова Шиндлерова листа, во овој регистар, што се уште го објавуваат оваа комисијата, ажирната комисија, нема човек ни еден кој што бил вистински соработник. За жал. Од 1993 година е во Уставниот суд, најпрво како државен советник, потоа станува уставен судија од 2003 до 2007, а од 2007 до 2010 е председател на Уставниот суд. Во 2011 како што вели, противуставно е разрешен од Македонското собрание. Председател на Уставниот суд, долги години уставен судија, морам да ве прашам за оно што се случува денеска во Македонија. Уставниот суд е на мета, затоа што таму стои една иницијатива за укинување на специјалното обвинителство, но и претходно со неколку своји одлуки Уставниот суд беше мета дека е тоа партиска испостава, дека тоа веќе не личи таму на суд со честни исклучоци, бидејќи тие суди веќе и даваат кои што не се согласуваат, како се види тоа, издвоени мислења. Па слушајте, моќта, власта им го поматува на луѓето, на тај естаблишмент и умот и видот. Се отиде до тој степен да една институција која што и по устав и по самата ова општествена позиција беше да го штити уставноправниот поредок, да го штити уставот, се отиде да таа институција се сведе на ниво преку неизина злоупотреба да се руши уставноправниот поредок. Тоа е грда слика. Тоа е неопростиво да 5 суди
а тоа е мнозинството во овој уставен суд, 5 кои што не се одликувале со нивното знаење или со нивната стручност, меѓутоа, еве, со тај клиентелистички однос, со тие нивни тесно партиски лични интереси, успеа таа институција да ја доведат до тоа ниво, преку неа да го реализират можда по длабоко обмислениот татак на државата. Но ако е така, уставните суди не може да се одважат, да кажат, чекајте, ова е свето место. И тоа неколку пати го истакнував, дека позицијата, улогата на уставното судство, на уставниот суд, таква како што е во системот и вустот, таа е зацементирана. Зацементирана да човекот, судијата биде независен, да биде самостоен. Меѓутоа, за жал, знаете како е, во човекот се всадил ангелот и ѓаволот. И изеда, зависи кој ќе биде во конкретниот избор, во конкретниот случај изборот. Изеда кај овие 5 суди се поместил изборот да биде кај ѓаволот. Овие 5 суди длабоко се навлекоа во улогата на владеачката партија и не гледаат ништо што и како е во уставот, туку гледат единствено како ќе им се наложи, како ќе им се каже. Јас сум просто фрапиран и изненаден како можат, например, судии кои се во залез на својата кариера, кои што веќе ги исполнуваат и исполнија условите за пензија, да имат таков однос, да имат таква бојазност. Господин Ивановски, имало ли притисоци во Уставниот суд, кога вие бевте уставен судија? Постојано се зборува за тоа дека има обид политичарите, политички елити да вријат. Па слушайте, политиката по професија така да го наврши. Секојаш притисок и сите подложни на некој начин или да се солидаришат со неа, или на некој начин да бидат поклопени од неа. Така да обиди за притисоци, никогаш вие нема да начекате апла, гол притисок, директен притисок. Меѓутоа секојаш има. Не е проблем дали има притисок. Тој го има, луѓе го има. Меѓутоа, битно е во тоа колку судијата со својот дигнитет, со својот авторитет, ќе потпадне под влијание на тој притисок. Јас бев упорен борец, цело време докажувајќи дека мора да се заштити институцијата од влијание на политикава. Тоа го имам на многу места истакнувано. Можда бев и жртва токму заради тоа моје држање, дека судијата не смее никој да го подвргне под влијание на политички интереси, уште повеќе дека политиката мора да ги држи надвор раците од судот. За жал, јас тоа еднаш го изјавив во едно интервју, меѓутоа не само што не ги тргна политиката раците, моето барање беше политичари надвор со раците од Уставниот суд, меѓутоа вместо тоа дојдевме во ситуација каде што со раците го задавија Уставниот суд. Стана една таква институција која, сосема накратко кажано, во целиот овој период, како што сега се одвиваат последните 2-3 години, од кога се смени персоналниот состав на судот, просто се срамам во институцијата и од институцијата како може да биде заробена, имајќи во предвид дека целата работа се сведува на неколку периферни акти, на неколку небитни противуставни решенија, а се што значи противуставно, тоа поминува така како со еден амин, дали е тоа од владата сугестии, дали се тоа од поединци, или по во крајна линија не е за подценување и овој клиенталистичкиот однос, да се погоди однапред судијата и Уставниот суд, кој што така мисли да го погоди интересот како е на владеачката гарнитура. За жал, тоа се односи кои што се косат со сите стандарди, со целото уставно судство. Може тука да укажам само на неколку елементи, знаете. Овај уставен суд и уставното судство, бидејќи има веќе 52 годишна реалност во Македонија. Жално е после 52 години да таа институција се доведе на такво ниво. Жално е после 52 години таа институција која што беше слика и прилика во крајна линија во целата меѓународна јавност во сферата на уставното судство, каде што беше почитувана институција, каде што еве и овај Уставен суд Баранеас, кога председател стана член на Европската конференција на уставните судови,
стана член на Светската конференција на правдата, учествуваше на конгресите, стана член на франкофонската групација на уставните судови во регионот. Дури нашиот уставен суд ние организиравме едно советување на регионот, каде што беа присутни сите преседатели на уставните судови, тоа токму посветен на ова прашање, што и вие го поспомнавте, тоа е независноста на уставното судство. На таа седба беа искажани такви заложби, беше потврдено тоа што всушност треба да биде. Ништо од сето тоа денес не остана. Уставниот суд го црпи легитимитетот од уставот, а не од желбите и очекувањето на политичко-партиските фактори, било од власта или од опозицијата, вели Ивановски. Имам уште две прашања. Професорот по уставно право Светомир Шкарич тврди дека одлуката на Велјановски да го распушти собранието па да распише избори е противуставна. Барам ваш коментар по однос на тоа дали одлуката е уставна или неуставна и еден коментар за она што е можеби најактуелно и кое што практично го разгори пламенот во Македонија, одлуката на председателот за аболиција, колективна аболиција, 56 лица аболицирани, најголем дел од оние кои што се осомничени од владеачката гарнитура. Па знаете, овој забеган, би рекол, систем, популистички, авторитарен, доведе до сите овие и доведува до таквите појави. Доведува да не се знае што е право, што е политика, да не се знае што е вистина, што е лага. Конкретно за професор Шкарич беше спомнат, мислам дека он си даде едно свое видување, тоа видување јас исто така го поддржувам. Меѓутоа, тука во ненормална држава, во ненормален правен поредок, се преземаа различни механизми кои што се далеку од ова што значи можност за совладување на кризата. Па се отиде на распишување, се отиде за претходно, кога треба изборите да бидат 24 април, уште во февруари, предвремено, па се продолжува, во сите тие игри се продолжува такмичење во такмичење. Па се отиде на касирање на дел од одредбите на законот за помилување, се направи една крајна лакардија, се направи еден нефункционален закон од кога после остана таков како што е по одлуката на Уставниот суд, каде што нема член 11, а сите овие акти за помилување председателот на Републиката ги темели врз основа на тој член, нефункционален закон. И тука овој дел имајќи го преди, тоа што значи брзањето да се фати денот за избори 5 јуни, сето ова отиде наврат на нож, отиде непочитување на уставно-правниот поредок, непочитување на темелните вредности на уставниот поредок. Се гази ли уставот? Се гази и те, како вие не можете директно некоја одредба, како што беше посочено, они очекуваат дека во уставот има некоја директна одредба која директно за тоа ќе го поставува прашањето. Меѓутоа, таквите одредби кај што директно на тој однос не го уредуват, произлегуваат уредуват од темелните вредности на уставниот поредок, член 9. Така да, тука се прекршени сите тие одредби и со право професор Шкаричу каже на тоа. Уште повеќе, ова мерките сега што и понатаму се преземат од страна на преседателот. Вие ги спомнате овие 56 колку субјекти. Иако овде се работи, помилувањето е еден чин, веќе тоа е и досадно да се спомнува во јавноста, меѓутоа помилувањето е еден чин на милост. Тоа е еден чин сосема што се применува во правото, во државата, каде што највисокиот суверен дава една милост, а таа милост се дава пак со еден усул, пак со една норма, каде што во такви дадени прилики, што се многу поретки, што може да се применува. А најинтересно е тоа што председателот Иванов дури каже ако има потреба и уште ќе аболицира. Не, па не го председателот тогаш кога кажа, он се фати прво даде аболиција. Аболицијата е институт кој што многу ретко се користи, кај само на 2-3 случаи и таму не среќено завршило во крајна линија и воопшто аболицијата не треба дури да биде офатена со помилувањето, но со оглед на тоа што таа е вградена како мерка, што значи помилување за изречена казна, намалување на казна, замена на казна,
и отидено и тоа да се откажат кривичното гонење од самиот почеток. Гости имаме разговор од емисијата, нормално ќе оди во сабота, има најави дека можно е председателот да ја повлече одлуката за аболиција, па тој види... Да, токму тоа јас сакам да го спомнам, знаете. Кога веќе председателот изрекол, дал такви мерки, дал такво помилување на криминалци во секој поглед, кога веќе се судри со оправданата реакција не само на експертите, туку и со граѓанството и со меѓународната јавност, сега се отвори тука непотребна една расправа, дали председателот може да го повлече тоа што го донесе. По мое човечко бидување, не мора го бидување, мора човек ни правник да е, овој, кој што го прекршил устав, кој што го прекршил законот, донел една таква мерка за да ја ништи државата во крајна линија, донел една мерка со која сакале ние да погледнеме во вестината линија, тоа е всушност удар на темелите на државата, на удар на тие темели што останаа од државата да се разрушат и сега за истиот да се каже дека нема уставен основ, нема правен основ како да ја повлече, да го повлече помилувањето. Па го молам со едно јавно обраќање на председателот, како што го објави сето тоа што го објави во службениот весник, со објавување дека самиот со оглед на сите собитија, ама треба за тоа и одговорност малку или треба и за тоа дигнитет да повлече, да се повлече тоа и мислам дека ќе се совлада сите овие непотребни нагаѓања, дали треба Уставниот суд сега да ја поништи одлуката, иако таква одлука не може да биде донесена као општак. Тоа е факт дека таа е противуставна. Факт е дека кога би имало еден реален, нормален уставен суд, дека он би ја поништил таа одлука. Меѓутоа, во дадени услови, кога го имате вие сегашниот уставен суд, тоа се само игри без граници, каде што кај е гаранција дека Уставниот суд ќе каже вистина оваа одлука е противуставна. И па ќе кажат дека се работи за поединечни акти, па дека ќе отфрли иницијативата. Така да оваа комбинација отпаѓа. А сакам да ве прашам, дали председателот на собранието Велјановски има уставна можност, бидејќи тој вели дека нема уставна можност да ги врати пратениците назад? Слушајте, Велјановски не му е прв пат да го крши уставот. Па веќе стана и редовни слики, знаеш, што се кршат во ова. Дури во мојот случај, кога беше моето разрешување, па директно против уставот ме разрешија. И исто и ова сега, он ги распиша изборите, свесен однапред дека не се исполнети ни минималните услови, дека може да ја заостри кризата доколку го тоа направи. Но јас лично мислам дека можда и тоа свесно организирана обструкција, као сеќе да грешам, свесно организирана обструкција за да се државата сведе на тоа ниво. Тоа го гледам и преку чувањето на иницијативата од господин Тодор Петров, која што претходно беше една околу тоа иницијативата за укинување, суспендирање на специјалното јавно обвинителство. Кога обвинителство. беше еднаш повлечена, па втор пат Петров се јави ја поднесе, ова сега ја чуваат пак под би рекол во. Мислите ли дека може Уставниот суд? Има укажување дека еве сега во сите овие преговори што се преземат дека еве ќе се одважи Уставниот суд, ќе ја свати сериозноста на Мислите ли дека Уставниот суд може да го укине постоењето на специјалното јавно обвинителство? Тоа множествено Уставниот суд зборуваме за него, може да биде гробар на уставноста. Он е веќе гробар во тај дел, меѓутоа може да биде гробар на конституцијата на државата и конструкцијата на општеството. Јас се плашам од тоа. Инаку, бидејќи таа одлука, бидејќи целиот овој процес е противуставно воден, тука не можете вие да барате големо почитување на уставноста во сите овие захвати сега што се прават. Па еве, например, и ова што значи убидите разговорите, политички разговори со 4 лидери. Допуштете, мислам дека тоа е во ненормална држава, такви механизми се барат. Инаку во нормална држава кај што постојат органи, ако постоја, ниту можеше да дојде до појава на специјално јавно обвинителство, ниту можеше да се барат такви механизми за преговори на 4 лидери. Па колку биле тие и свети лидери, замислете за нашата судбина, за судбината на државата, да одлучуваат само политичките партии. Па каде е граѓанството, па каде се сите други субјекти, па каде е суверенитетот на граѓанинот? Се произлегува од граѓанинот. Ако
носителите на тој суверенитет го кршат суверенитетот, не го слушат тој што им го доверил тој суверенитет, па се знае од среден век уште можел да биде казнет и кралот да го казнат граѓанството. Па уште повеќе кај нас овде, што има такви појави, сигурно дека треба да биде казнет. Сега ќе се каже теоретски дека таа казна се изрекува на избори. Меѓутоа, на избори, но треба да се додаде кои се вистински избори, кои не се крадени избори, не се лажирани избори, во такви услови да. Меѓутоа, во ова фаза сега мислам дека изборите не се некое најсреќно решение кое може да води до излез од кризата, а сигурно дека согледувајќи се во каква тешка состојба се наоѓаме, во каков хаос се наоѓаме, мислам дека треба севкупното граѓанство со сите овие разбудени веќе активности што ги презема и од друга страна осознавање дури и на самото членство на овие политички партии кои што профилират дека и они се за демократски развој, сето тоа да се создаде една клима за одложување на овие избори што ги се кажуват сега за 5 јуни, кои што може да бидат уште повеќе и екзекутор на самата држава, одложување и за еден дограден период со една дали ќе биде влада за национален спас, јас како што ја викам, која што ќе биде единствена задача да ги подготви условите, да ги создаде условите и да се држат едни фер избори на кои што тогаш победникот може да го продолжи суверенитет. Так. Позицијата на Уставниот суд е утврдена со Уставот и со него е загарантирана неговата независност, особено со должината на мандатот и со одредбата дека никој не може да разреши уставен судија освен самиот Уставен суд. Местото и улогата на судот се зацементирани, но неговиот состав е тој што може да биде вулгаризиран и партизиран. Концептот на Уставниот суд е нарушен од луѓето внатре во него, не само од влијанието од надвор. Тие носат одлуки со кои се загрозува уставноста, наместо да се штити, вели Трендафил Ивановски. Господин Ивановски, ви благодарам што бевте дел од патот до успехот. Ви посакувам многу успех. Мирни и убави пензионерски денови. Благодарам и јас, па на 80 годишнината. Старост да можеме уште еднаш да имаме на успехот. Благодарам многу на вашата гостопримливост и на 24, со оглед на тоа што тоа е единствен прозорец каде што можеме да се слободно произнесеме и каде што можеме да испротивните ставови да ги слуша јавноста покрај вашата телевизија 24, другото за жал е ограничено, а да се надеваме дека ќе подуват подобри ветрови покрај здравието и политикава, па да шетаме послободно и да бидеме со добро здравје. Благодарам. Ова беше приказната на Трендафил Ивановски. Вам, почитувани, ви благодарам на довербата. Гледајте неповторно и следната сабота во истото време. Довидување.